Banorët e lagjes Prilepska në Kërçov, të cilët prej disa javësh janë strehuar në palestrën sportive në Ivanidol pas vërshimeve që përfshin këtë lagje, thonë se nga autoritetet u është kërkuar të kthehen në shtëpitë e tyre. Megjithatë, ata shprehen të revoltuar duke theksuar se kushtet në shtëpitë e tyre nuk plotësojnë as kushtet elementare për jetesë. Sipas tyre, shumë prej shtëpive që janë të shkatruara nga vërshimet nuk janë ende të sanuara. Banorët gjithashtu thonë se deri më tani nuk kanë marrë asnjë ndihmë konkrete nga komuna e Kërçovës për tekalimin e situatës së krijuar pas vërshimeve, ndërsa kërkojnë mbështetje institucionale për të rikthyer jetën në normalitet. Nuk bën gjem çojtë poraka për të kthejmë në shtëpi. Ku do shkojnë në shtëpi une? As qebe, as kauçi, as te pika, as ashës kom. Ku do fli me këta colla une? Që shumë une qenë? Si menonaj me mendin e vete. Do shkoj po, a për të kthejmë ti që jo? Jo, se nesër, pas nesër prap bishej, 2-3 ditë prap po plava dhe në rok. Ne prap do vinë këto, ne do lujna valle, këto që qek do lujna. Njëna njësi, si na qena ose budal. Që, cëlloj cotën, ku do shkojnë me shkej cotën ke që po plava te? Selam aleikum, situația e katastrofa, gračalani gotizjave su rimbe doma. Ani nemat kad se vratime nemat. Kamen tavanot te rušen tavanot, nema što da spije, nema ni krevet, ni šporet, ni kauč, ni frižiri, ni mašina. Nema nikakva bela tehnika. Na koju условия se vrata ja. To lično тука дойде изјаве и носител има доказ изјаве. Седите тука, не излагајте, дур не ве снаудиме со стан. Од тука никој нека не излага, дур не ве најдеме стан. Лично тој го кажа, Александар. Сега што му е целта не зна. А ние од тука не се тргаме и војска и полиција нека дојдат. Ако сакат, армија, од тука не се тргаме. Дуне не снабди со стан. Тоа што го вете да го исполни сакаме. Ние се поплавуваме многу пати, ама и предходниот градоначалник ни плаќал нешто финансиски за да ние обстануваме, али сега за оваа поплава, првата поплава што не фати, мислевне дека ќе немат више поплава, се средивне, се вративне, направивме книги за да ни помогнат нешто. Веќе е поминато, значи в 2 месеца немаме ништо добиено од та финансиска помош. Не фаќат втората поплава. Сега нас не има тамо 130 куќи или фамилии речено. Сите ние 130 фамилии, ако се сместиме во оваа сала, нас ќе не имат преку 500 души. Немам никаква помош, соедно социјално живеам, значи соедно питајме го, молам градоначалнику, наследните, да ми помогнат, дали барака, што било ја да се приберам. Во ова куќа јас не можам да живеам. Со сестра оболена сум и јас, апчина немам пари да ги купам апчината. Види како сме, гледај, дали ова е живот, 21 век. Еве, ова е расипано, еве, види. Ова е насипано. Еве, спули се. Да. Гледај, ако е ова е живот, А со деца сме мали. дојди во само. Ево дојди да видиш како спијамо ние во блокот. Види. Све е уништено. Види како спијам. Гледај. Лези, ова све што се го имала, све ни замина, ова одново што ни дава луѓето. А од државата ништо немаме, ништо. Уште не вела тојте вратете се дома, ама на што ќе живееме дома. Колку деца имаш? 9 души сија. 7 деца има. А тука спиете сите? Сите. Види ја водава, ела да видиш. Влези, слободно. Водава, ова е живот. Види го. Не е живот, ова е заживење, ова е болест. Ata po ashtu ankohen edhe për mbeturinat e krijuara pas vërshimeve të cilat akoma nuk janë pastruar. Гледај кој џубриња овдевака имат. Еве се првите џубриња се овде. Прескучаве се овие џубриња овдевака. Другите џубриња гледај кај се овдевака. Дури зидот ми падна, еве го цел зид овдевака паднат. Што ги беше заграден овдевака. Еве го цел зид, гледај го се тоа џубре. Како ќе го дишам ја овде со моите деца? Кај да се вратам ја во ова куќа виче? Најпрво него дигаат џубрево. Значи немаат интерес. А деца живоат овде. Деца ќе се онада, деца ќе се споболаат.
Ако џубрево не се крени денеска утре, ние ќе го палиме џубрето во река. Значи, денеска утре, ова ќе се палит в река џубрево.